Не бараме привилегии, бараме терапија за лекување на ракот. Со вакви транспаренти во рацете пациентите протестираа пред Министерството за здравство. Од Сдруженијето Хема Онко посочија дека пациентите со различни видови тумори покрај борбата за живот постојано се соочуваат и со недостиг на витални терапии, како што се фулвестрант и золадекс. Вела дека со недели недостасувале и дел од основните цитостатски терапии, кои исто така се на позитивната листа. Оваа држава во изминатите 5 години онколошките пациенти во постојаност, без разлика и без оглед на кој е министар, на кој е на власт, ги држи во некаква неизвестност со терапијата. Она кое што го сакаме е да знаеме дека не бараме привилегии, едноставно сакаме терапијата да е навремена и да е континуирана, за да можеме да го работиме она за кое што беше оформена оваа група, а тоа е да си помагаме едни на други со совети, психолошки да си помагаме и да работиме на превенција. По протестот, представниците на Сдруженијето беа примени на средба кај заменик министерот за здравство Јовица Андоновски. На средбата се разговараше за новиот закон за лекови, при што беше договорено нивните препораки активно да бидат вклучени во креирањето на политиките и законските решенија што директно ги засегаат пациентите. На средбата беше разгледана состојбата со онколошката терапија, како и мерките што се преземаат за надминување на долгогодишните предизвици со кои се соочуваат пациентите. Беше истакнато дека е обезбедено рекордно зголемување на буџетот за онкологија и дека се работи на подобрување на пристапот и континуитетот на терапијата. По средбата Ана Маријановиќ од Хема Онко соопшти дека преку групата Пеперутки пациентите ќе бидат информирани во кое време ќе пристигнува одредена терапија, за да не доаѓаат непотребно и да чекаат во редици на овие високи температури. ТВ21 побара стафи од Фондот за здравствено осигурување, од каде што информираа дека навреме ги префрлиле предвидените буџетски средства за онколошките терапии и дека одговорноста треба да се бара кај добавувачите кои го добиле тендерот од клиниката. Во меѓувреме, клиниката за онкологија преку објава на Facebook соопшти дека проблемот е надминат. Регистрирано е краткорочно доцнење во испораката на мал дел од препаратите што се на позитивната листа на Фондот за здравствено осигурување, како резултат на повеќе објективни околности меѓу кои зголемена потрошувачка, зголемен број пациенти, периодот помеѓу две јавни набавки, како и делумен недостиг кај дистрибутерите. Поголемиот дел од потребните препарати веќе се обезбедени и доставени на клиниката, додека преостанатите количини се очекува да бидат достапни во текот на оваа недела. Да подсетиме, поранешното раководство на клиниката веќе се соочува со обвинение пред суд за злоупотреба на онколошките терапии, откако медиумите го открија скандалот со нелегалната продажба на скапите лекови, поради што токму пациентите со рак кои имаа право на терапија преку здравствено осигурување остануваа без потребните лекови.